civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Пред да станам градоначелник, јас бев интервентен кардиолог во целиот регион. Кога дојдовме, ние немавме точна статистичка бројка колку жители живеат во Источна Македонија. И како таква, немајќи таков податок, ние не можевме да ги направиме релевантните резервации на материјали што не се потребни за стентирање. И затоа првата година, 2014 година, обезбедивме 9 милиони денари, па видовме дека тие траа 3-4 месеца, па втората обезбедивме 14, за да на крај застанеме некои 24 милиони денари, работејќи акутно секојдневно со цел да видиме реалната бројка на тоа колку пациенти доаѓаат во штип за интервенција. Тоа во интервентната кардиологија ние имаме сооднос по број на жители и отприлика се знаат колку миокардни инфаркти или колку стентирање има во регионот. Ние зборуваме за некаква бројка на источниот регион околу 300.000 жители. На источниот плански регион зборувам. Меѓутоа таа бројка не сум сигурен дека е 300.000. Заради тоа што бројката на стентирање годишно на регион е некаде околу 600 пациенти. Така да пописот е суштински битен за една општина. Зборуваме ние сега како градоначелник, тргнав од позади да ви кажам колку фалат тие бројки за тоа да знаеме колку жители има Штип, колку жители има Кочани, колку жители има Струмици и така натаму. Се враќаме назад да не знаеме ние колку жители според возраста живеат во нашата, колку се постари, средна и млада возраст. Ние не знаеме колку од нив се македонци, турци, власи, роми и така натаму. Секоја нација, секој ентитет си има своја генетска предиспозиција за одредени болести, зборуваме сега како доктор. Од друга страна, како градоначелник, ние се среќаваме со една ситуација да, како и председател на Источнопланскиот регион, ние немаме конкретна бројка за да бараме соодветни проекти од европските фондови. Кога ќе почнете да правите едно барање, една спецификација, една апликација, ви вели колков број на жители од таа до таа возраст живее во регионот. Ние немаме таков податок моментално. Користиме податоци од 2001 година, кои што не знаме колку се точни. Во меѓувреме, општина Штип се развива, 2-3 населби се развиваат, луѓе се иселуваат. Не знаеме дали возрастната популација, постарите лица доминираат, дали доминираат средната група, дали доминираат младата група. Тие се многу битни податоци кои што ни се потребни на нас како градоначелници, па и се не само градоначелници, значи имаме од образовниот систем, имаме од здравствен систем, имаме од општествен систем. Ние мораме да ја знаеме бројката и според таа бројка, значи ние ќе ги правиме колку ни требаат градинки, колку ни требаат школски училишта, односно образовни училишта, колку бројки на факултетски единици ни треба. Ние според тоа ќе ги правиме социјалните аспекти, според тоа ќе ги правиме и здравствените аспекти, да знаеме колку болници треба да изградиме во регионот, заради тоа што ние не можеме сега се гради клиничка болница Штип, која што се надевам дека ќе се заврши во наредните години, година-две. Ние точно, ако земеме основата да ја бараме дали има потреба источниот регион за таков клинички центар, не сум сигурен. И јас би сакал да биде точно токму во Штип и ми радува што ќе биде во Штип, меѓутоа таа болница почната да се прави врз база на теоретски бројки. Од тие гледни точки, ние мораме да ја знаеме нашата демографска, социјална и образовна структура. Без тие параметри, една општина не може да се развива во ниеден правец. Ние сега, ево, како градоначелник, се среќавам со урбанистички проблеми. Доваѓаат инвеститори, сакаат да градат што станови, што куки, што деловни простори, и ние треба да го планираме градот демографски, да го планираме урбанистички, за да се гради, да се развива. И ние сега треба да инвестираме во инфраструктура, во патишта, во водоводи и канализации, зборуваме отварање на нови региони во нашиот град, каде што ние треба да планираме колку од овие простори да бидат згради, колку да бидат куки, и треба да ја знаеме статистиката, односно да ја знаеме бројката на побарување. Меѓутоа, се уште се водиме според интересот на граѓаните. Граѓаните имаат интерес да купуваат станови, тоест можеби заработиле некој денар во својот животен век, и сега тие денари најлесно и најстабилно да ги инвестираат во недвижнини, и од таа гледна точка се купуваат станови, и сега немаме перцепција дека општина Штип има зголемен број на популација. Дали е така или не е така, тоа ќе го видиме сега со пописот кој што е
битен да биде во нашата држава, битен е за нас како македонци, битен е за сите жители на Република Северна Македонија, бидејќи без попис ние ќе лутаме и ќе плутаме. Без попис ние нема да бидеме интересни ниту за Европа, ниту за светот. Без попис ние нема да си ја знаеме нашата основа. Така да пописот како една техничка и статистичка операција е многу битна да се случи сега и после тој попис да видите дека и работите ќе тренат во еден правилен правец за нашата држава. Па, како што е почнавме овој панел со малце остри ставови во однос на пописот, во однос на политиката во општината, во државата, на крајот се сведовме на тоа дека, како што кажа и Христина, сите имаме иста мисла, исти став, само различно видување. И впрочем и тоа го потврди се и господинот Здравков и господината Поповска и Христина и јас и сите присутни тука, дека пописот е потребен, пописот е неопходен. Имаме попис кој што е започнат во Република Северна Македонија и тоа комбиниран модел кој што е познат во светска пракса, меѓутоа и е по препораките и протоколите на Обединетите нации и Евростат. И овој попис после 21. април, кога ќе се сумираат сите изворни податоци кои што ќе ги добиеме, ќе имаме некаква представа за тоа што се случува во нашата држава, што се случува во нашите урбани, рурални средини, каква е нашата демографска структура, и тоа е податок кој што ќе ни биде потребен на нас. Тоа што ќе го изапелирам или ќе го побарам од сите чинители во општеството, дали се тоа политички или неполитички субјекти, за жал, ние се повеќе сме сите политичари и, како што каже Любе, политиканти, него ли што сме само граѓани на оваа наша држава. Треба да тргнеме од став и работи да ги гледаме како граѓани. Како ќе се активираме во собрание, во совет, така и да делуваме политички или политикански. Ако го добиеме ово што го зборува, ние тогаш нема да изгубиме 1 час или 90 минути во непотребна дебата за истата работа, се со цел да си контрираме на ставови заради тоа што политичките партии, мојата, неговата, незината, имаат централно тежиште кој што го држат и секој влече према себе. Ако ни треба потребен попис, како што беа предвремените парламентарни избори, ние имавме дебата ќе бидат во март, па ќе бидат во април, па се расправавме, сака септември, ние сакавме мај и на крајот НЗС најдовме во јули. Истото и сега го чувствувам дека ќе се изразам можеби погрешно, меѓутоа нема да ме разбедете така, дека е момент на ина дали пописот да биде од 1 април или да биде од 1 мај. Така доживам. Тоа што е битно за сите нас е дека мораме да бидеме реални, мораме да бидеме правични и да ги почитуваме протоколите за одржување на пописот, да ги почитуваме протоколите за заштита од COVID-19, за да на крај сите бидеме среќни од не резултатите, од информациите кои што ќе ги добиеме од овој попис. Бидејќи пописот ни е статистички бајпас за унапредување на развојот на нашето општество. Civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено.